Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Еден настан од вчера и еден што се очекува в среда се во нашиот фокус вечерва. Вчерашниот конгрес на СДСМ на кој беа утврдени кандидатските листи предизвика многу реакции и коментари. Има и незадоволни, особено меѓу оние што очекувале, но не се најдоа на листите за пратеници. Се случи и оставка на претседателката на градската организација во Скопје. Првата изборна битка на СДСМ почна во партијата, е насловот од анализата на Дојче Веле. Едно од нашите прашања до заменик претседателката Радмила Шекеринска, која вечерва е наша гостинка, ќе биде дали вчерашниот конгрес и решавањето прашања во 5 до 12 се знак за неподготвеност на проектот за смена на власта. Пред интервјуто со Шекеринска, ќе го видите разговорот со вице-премиерот за евроинтеграција од редовите на ДУИ, Арбар Адеми. Поводот за неговото гостување е објавувањето на годишниот извештај на Европската комисија за Македонија в среда во Брисел. Што бара Адеми на вице-премиерското место во овој ресор, ако се земе предвид вчерашната изјава на неговиот лидер Али Ахмети, дека кризата е наметната од центри од надвор кои работат против доброто на Македонија. Знае ли Адеми кои се тие центри? За крај имаме нова саботажа. Бидете со нас, интервјуто со Адеми почнува веднаш. Добро вечер и добре дојдем. Увелам на Арбар Адеми, вице-премиер за евроинтеграција од редовите на ДУИ. В среда во Брисел на пресконференција еврокомесарот Јоханес Хан ќе објави серија документи поврзани со процесот на проширување на Европската унија, меѓу другото и годишниот извештај за напредокот на Република Македонија. Каков извештај очекуваме? Многумина сакаат да зборуваат за позитивен и негативен, иако веројатно тоа не е најсоодветниот пристап, бидејќи се работи за комплексен документ, но некако немаше многу позитивни настани на планот на евроинтеграциите во изминатиот период. Jam Roma fillimisht dhe ju falenderoj për ftesën. Siç e dini, Komisioni Evropian, respektivisht Komisionari Han dhe shërbimet e tij profesionale përgatitin raport ekspertësh lidhur me progresin e vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe Turqinë në procesin e tyre eurointegrues, respektivisht lidhur me statusin e reformave në aspekt përmbushjes së kritereve politike dhe ekonomike për antarësim në Bashkimin Evropian, si dhe në të gjitha 33 kapitujt e së drejtës evropiane, përfshirë këtu edhe kapacitetet e administratës për zbatimin në praktik të legjislacionit të Bashkimit Evropian. Më lejoni t'ju informoj se që nga viti i kaluar, nga viti 2015, Komisioni Evropian ka ndryshuar qasjen. Nuk vlerësohet vetëm progresi i arritur brenda 12 muajve të fundit, por konstatohet gjendja për një pjesë kritereve, konstatohet gjendja prej fillimit të procesit për shtetin përkatës e deri në publikimin e raportit. Kështu që kemi një qasje të re, një metodologji të re të vlerësimit. Në vitin 2015, në kuadër të kritereve politike, fushat vijuese ju nënshtruan kësaj metodologjie, siç është gjyqësori, siç është lufta kundër korrupsionit, krimit organizuar, lirisë së shprehjes dhe mediat, reformat në administrat, po ashtu edhe kriteret, disa nga kriteret ekonomike, më mirë të themi kapituj që kanë të bëjnë me statistikën, prokurimet publike dhe kontrollin financiar. Këtë vit, kësaj metodologjie të reje të vlerësimit do t'i nënshtrohen, përveç këtyre që i përmenda, do t'i nënshtrohen edhe kapituj që kanë të bëjnë me qarkullimin e lirë të madhrave, politikën e konkurencës, politikën e transportit, energjetikën e kështu me radhë. Да, политичкиот критериум е клучен за тоа дали една земја може да ги почне преговорите за членство или не. Во последните години се провлекуваме низ иглени уши за да не ни биде одземена препораката за почеток на преговори, бидејќи тоа би било преседан во историјата на Европската унија и веројатно никој не сака тоа да се случи. Па се оди со една Pikërisht këtu desha të ndalem se ne, sikurse dhe çdo vit, edhe këtë vit besojmë se do të kemi një raport objektiv, një raport korrekt, një raport real,
ku do të pasqyrohet të gjithë progresi I cili është arritur në periudhën e kaluar, veçanërisht në kultivimin e dialogut politik, marrëveshjen politike, po gjithsesi njëjti raport do të përmbajë edhe rekomandime, sugjerime, paraqit gjithashtu në fushët që kanë të bëjnë me reformat prioritare urgjente. Ајде да бидеме по-конкретни. Сите најмногу ги интересира што ќе се случи со формулацијата околу евентуалната препорака за почеток на преговори за членство. Има веќе навестување дека ќе има некаква формулација условена. Моето прашање е дали ако имаме условена препорака воопшто може да се зборува за препорака за почеток на преговори. Што се вашите информации од Брисел? Më lejoni të theksoj se marrëveshja politike 20 korrikut, si dhe konstatimi I liderëve të 4 partive më të mëdha politike në vend, se ekzistojnë, se janë plotësuar para kushtet themelore për të organizuar dhe realizuar zgjedhje parakohshme parlamentare, paralajmëruara për 11 dhjetor të këtij viti, do të jenë elementi kyç I cili do të ndikojë në formulimin e rekomandimit. Како ќе биде таа формулирана? Republika e Maqedonisë do të marrë rekomandimin në bazë të informacioneve tona. Ky rekomandim do të jetë I kushtëzuar. Kushti do të jetë me organizimin e zgjedhjeve të cilët plotësojnë standardin e zgjedhjeve të lira, fer, demokratike, kredibile. Господин Адеми, може ли да се зборува за препорака ако таа е условена? Тоа би значило дека во декември, кога на политичко ниво пред Советот на ЕУ земјите членки ќе решаваат за тоа која земја на кое ниво е, дали треба да исчекори во својот статус во процесот на пристапување кон Европската унија, Македонија нема да може да биде на дневен ред. Од има условено нешто што се вели условена препорака, практично како да нема препорака. Më lejoni vetëm këtu të ndalim pak më gjatë në qoftë se ka mundësi. E di se reagimet e para, besoj se reagimet e para do të jenë në drejtim të asaj se nuk është shënuar ndonjë hap pozitiv me vetë faktin se kemi marrë një rekomandim të kushtëzuar. Po më lejoni të them se duke pas parasysh situatën politike me cilën ne po ballafaqohemi, duke pas parasysh të gjitha rrethanat me cilën po ballafaqohemi, marrja e një rekomandimi të këtillë, madje edhe me këtë formulim, madje edhe të kushtëzuar, është konfirmim për perspektivën evropiane të Republikës Maqedonisë. Aq më tepër kur në Komisionin Evropian mendohet për ndryshim në dinamikën e publikimit të raporteve. Dhe sipas informacioneve me të cilët disponojmë, që janë jo oficiale, kuptohet, mendohet se pakoja e ardhshme e zgjerimit duhet të publikohet në pranverën e vitit 2018. Prandaj mendojmë se marrja e rekomandimit, qoftë edhe I kushtëzuar, do të jetë inkurajimi domosdoshëm për të vazhduar me procesin reformues, për të rrumbullaksuar të gjitha ato reforma nga të cilët varet perspektiva jone европијане. Ова што го споменувате последното, значи дека во Европската комисија уште, како да кажам, ќе настапи уште поголема на некој начин дистанца од овој процес на проширување на Европската унија. Јункер јасно кажа на почетокот на овој негов мандат дека во овој мандат на комисијата ќе нема ново проширување. Тоа не значеше дека процесот на приближување на земјите кандидатки, земјите аспирантки не треба да продолжи. Но сега, ако следниот пакет за проширување, колку време, година и пол по овој? 15-18 месеци. 18 месеци после ова, тоа е, се разбира, не е баш позитивен и добар сигнал за земјите од регионот. Kuptohet se kjo nuk ka të bëjë vetëm me Republikën e Maqedonisë, po për vendet e Ballkanit Perëndimor dhe Turqinë. Prandaj ne shohim të rëndësishme marrjen e një rekomandimi të këtillë, madje edhe me një formulim të këtillë. Ќе одиме на пауза, па ќе зборуваме малку повеќе во детали во вториот дел за содржината на извештајот. Ве поканувам да останете на осад. Го продолжуваме интервјуто со вице-премиерот за евроинтеграција Арбар Адеми. Зборуваме за објавувањето на извештајот на Европската комисија за Македонија в среда во Брисел. Господин Адеми, веројатно една од најинтересните области е судството. Како ќе биде таа оцената, дали знаете? Kur flasim për kriteret politike, sigurisht se fokusi kryesor I raportit të Komisionit Evropian
do të përqendrohet në ato ngjarje të cilën në mënyrë dominante e shënuan vitin e kaluar. Këtu e kam fjalën për krizën politike, për dialogun politik dhe marrëveshjen politike, po gjithashtu edhe për fushat që kanë të bëjnë me reformat urgjente prioritare, përfshirë gjyqësorin, luftën kundër korrupsionit, lirinë e shprehjes. Sa i përket të gjyqësorit, më lejoni të theksoj se gjetjet, vlerësimet dhe konstatimet e Komisionit Evropian të reflektuara dhe në raport presim që t'jenë në drejtim të vazhdimit të reformave, para si gjithash në aspekt të notimit dhe përgjegjësisë disiplinore të gjyqtarëve, si edhe në aspekt të përmirësimit të transparencës dhe të перформанцës të системit gjyqësor. Лани се зборуваше за селективна правда, особено во високопрофилните случаи, и Европската комисија констатираше дека таму во принцип на дело се спроведува селективна правда. Имате представа дали тој тип на оценки ќе ги содржи годинашниот извештај? Nuk mund të prejudikoj me saktësi se çka do të përmbajë raporti i Komisionit Evropian, sa i mbahet në embargo deri në ditën e publikimit të tij, por më lejoni këtu të theksoj se të gjitha vlerësimet, konstatimet dhe sugjerimet e Komisionit Evropian vështrohen me seriozitet të madh nga ana institucioneve të vendit tonë. Ato shërbejnë si bazë për përcaktimin e aktiviteteve tona reformuese në të ardhmen. Sekretariati për çështje evropiane me njëherë pas publikimit të raportit Komisionit Evropian përgatit një analizë të detajuar, një analizë të thukët lidhur me gjetjet, konstatimet, vlerësimet e Komisionit Evropian, e njëjta ndahet me institucionet tjera shtetërore, po dhe shqyrtohet nga ana e qeverisë Republikës Maqedonisë. Верувате ли во ова навистина што го зборувате, затоа што до сега многу пати сме виделе такви анализи и акцијски планови и на крај доаѓаме до ваква ситуација неколку дена пред објавување на извештајот да констатираме дека едва и се бориме со некаква формулација која што е преседан во историјата на ширењето на ЕУ, да ја зачуваме колку толку препораката за почеток на преговори. Акцијските планови за сега за жал останувале само мртво слово на хартија, господин Ардем. Sigurisht se besoj në gjithë këtë çka po e them, po njëkohësisht besoj se edhe Maqedonia ka perspektive europiane, Maqedonia ka kapacitet dhe ka përkushtim për rrumbullaksuar të gjitha ato procese reformuese nga të cilat varet integrimi evropian i vendit. Më lejoni të theksoj se ne kemi për obligim ta kryejmë detyrën tonë të shtëpisë. Duhet të organizojmë zgjedhje të cilat plotësojnë standardet ndërkombëtare, në mënyrë që miqve tanë, partnerëve tanë ndërkombëtar t'u japim argumente dhe më të fuqishme se Republika e Maqedonisë e meriton перспективën европиане. Dhe nuk mund të pajtohem. Но тоа е предсоодговорност на владата во изминатите години, за жал владата не правеше многу на тој план. Дозволете ми само околу судството, кога сме да не изумаме едно интересно прашање. Многу пати се споменуваше во овој период дека е можно извештајот да содржи експлицитна препорака за формирање специјално судско оделение кое би постапувало по предметите кои што доаѓаат од специјалното јавно обвинителство. Сте чуле такво нешто? Lidhur me këtë temë, në të gjitha takimet formale dhe jo formale që kam pasur me përfaqësues të Komisionit Evropian, asnjëherë nuk është diskutuar. Po më lejoni të theksoj se rolin dhe Prokurisë Speciale Publike e shikojmë si të rëndësishëm në aspekt në radhë të parë, në aspekt të kthimit besimit qytetarëve në sistemin ton juridik. Për krajën të saj u angazhuan të gjithë partitë politike, ajo është produkt i marrëveshjes politike, produkt i dialogut politik që zhvilluan liderët e 4 partive politike. Të gjithë ne presim që të demonstrohet dhe po demonstrohet profesionalizëm, transparencë dhe paanshmëri, po gjithashtu presim edhe bashkëpunim të hapur, kooperim të hapur të gjitha institucioneve shtetërore me Prokurinë Speciale Publike lidhur për ato raste individuale për të cilat kanë filluar edhe hetimet. Зошто најавата дека владата почнува реформа кај тајните служби доаѓа дури 1,5 година откако Прибе го објави својот извештај и јасно ги набележа своите препораки што треба да се прави на тој план? Дали беше некаков маневр во обид неколку недели пред објавувањето на извештајот да се заработи колку толку некаков позитивен поен? Zoti Popetreski, këtu bëhet fjalë për një fushë mjaft të ndjeshme, e cila kërkon një qasje serioze, reforma serioze dhe reforma të cilat nuk mund të kryen për një periudhë të shkurtër kohore. Ajo çka është rëndësishme lidhur me këtë proces është sigurimi i transparencës dhe inkluzivitetit, duke i përfshirë të gjitha palët e interesuara,
dhe përpjekjet në periudhën e shkuar kanë qenë në drejtim të arritjes së një konsensusi të gjerë politik, para se të fillohet me aktivitete konkrete në këtë drejtim. Më lejoni të theksoj se projekti nacional për konsolidimin dhe reformimin e sistemit të sigurisë dhe të inteligjencës ka filluar nga muaji qershor apo korrik nëse nuk gaboj, dhe është duke u zhvilluar në bashkëpunim me DICAF, me qendrën e Gjenevës për kontroll demokratik të forcave të armatosura. Po për post qeverisë, këtu është e kyçur edhe opozita, sa kam unë informacione dhe kryetarët e komisioneve parlamentare që monitorojnë shërbimet e inteligjencës dhe që janë nga radhët e opozitës, kanë dërguar ftesë deri te DICAF, që i njëjti të angazhohet. Unë nuk mendoj se bëhet fjalë për ndonjë manovër, dhe do të ishte gabueshme madje edhe pafalshme nëse në një fushë kaq të ndjeshme do të bëjë një manovër e tillë. Këtu ose do të kemi reforma, ose nuk do të ketë reforma. Unë besoj se do të ketë reforma. Ovde некако логично ми се сега поставува прашањето ако потребата за реформа кај тајните служби е логична последица на скандалот со прислушувањето, тогаш за какви центри однадвор кои што ја креирале домашната криза зборува вашиот лидер Али Ахмети, свесен сте за кои центри зборува господинот Ахмети? Навистина многу чудно прозвучува таа изјава и како доди на линија на тоа што господинот Груевски го зборува подолг период за странско замешателство, странско сценарио против власта и против државата. И навистина од тој аспект, навистина како да кажем, ме чуди тоа што еве дуј од една страна има вице-премиер за евроинтеграција, постојано декларативно зборува за тоа дека е за ЕУ и НАТО, а сега наеднаш како да тие наши партнери ние креирале кризата надвор и не им мислат добро на државата, некако е малку шизофрена таа ситуација по мене. Më lejoni të theksoj se Bashkimi Demokratik për Integrim në platformën e vet, programën e vet, fuqishëm qëndron pas përpjekjeve tona për të bërë pjesë e strukturave euroatlantike, duke besuar se kjo është alternativa e vetme e cila mundson, e cila garanton një zhvillim afatgjat edhe standarde më të mira jetësore për të gjithë qytetarët e këtij vendi, pa dallim etnie e religioni, po edhe i ofron prosperitet vendit. Po asnjëherë nuk duhet të identifikojmë deklaratët e Zotit Ahmeti me deklaratët e ndonjë eksponenti tjetër politik. Unë konsideroj vetveten me mbamendje kështu të fuqishme dhe para 2 viteve sa Zoti Ahmeti ka paralajmëruar se në Republikën e Maqedonisë i rrezikohet një skenar i ngjashëm ato që ndodhi në Ukrainë. Dhe vetë Zoti Ahmeti, të gjithë jemi dëshmitar, ju jeni dëshmitar për dhe mbarë opinioni, është se ajo është mos them gardiani vetëm, po është lokomotiva për të vazhduar Maqedonia procesin vetë eurointegrues. Kështu që është dëshmuar... Ако е Русија таа која што во Македонија сака да провоцира украинско сценарио, изјавата на Ахмети не прозвучува баш така. А и вие добро знаете какви беа реакциите на Русија. Беа тотално во прилог на актуелната власт, а со огромна критика кон тоа што го прави опозицијата. Unë mendoj se kur flet Zoti Ahmeti për qendra nga jashtë të cilët nuk ja duan të mirën Maqedonisë, ai flet për qendra të cilët nuk e dojnë prosperimin e vendit, nuk dëshirojnë që Maqedonia të aporoj drejt antarësimit në strukturat euroatlantike. So eksponentite në tije centri da bide vo vladata? Kjo është vlerësimi juaj. Unë mendoj se në Republikën e Maqedonisë të gjitha partitë politike kanë përcaktimin të pastërt strategjik. Ajo është antarësimi i vendit edhe në NATO edhe në Bashkimin Evropian. Вие сте млад, образован човек и ова што го зборувате допадливо звучи на вистина и дуи 10 години ова го повторува како реторика. Но на практичен план речиси ништо не се случува на планот на интеграциите, ќе признаете. Македонија стагнира, а земјите од регионот одат напред. Подготвена ли е дуи конечно да преземе одговорност околу ова и конечно по овие избори да видиме еден пристап кој што и на практичен план земјата ќе ја води напред кон него, а не само на декларативно ниво? Ju jeni dëshmitar dhe të gjithë jemi dëshmitar se që një vit e gjysmë jemi të ballafaqur me një krizë serioze politike
e cila ka dhënë efektet e veta, ka dhënë pasojat e veta, përfshirë këtu edhe në dinamikën e realizimit të reformave që kanë të bëjnë me agendën e Bashkimit Evropian. Bashkimi Demokratik për Integrim ka luajtur një rol konstruktiv gjatë dialogut politik, ka luajtur një rol konstruktiv gjatë diskutimit lidhur me të gjitha temat të cilët janë hapur në kuadër të dialogut politik, dhe duke besuar se e vetmja alternativë për të dalur nga kjo krizë politike dhe për të hapëruar në arrugtimin ton për të bërë pjesë e familjes evropiane, ka qenë arritja e marrëveshjes politike dhe tash organizimi zgjedhjeve dhe pas zgjedhjeve kuptohet se qeverisë që do del nga zgjedhja mbetet që të përmbyll, të rumbullaksoj ato reforma nga të cilat varet antarësimi jonë në Bashkimin Evropian. Po, ne kemi dhënë prova, vazhdojmë të japim prova, duke besuar se nuk ka tjetër alternativë për Republikën e Maqedonisë dhe për qytetarët e saj, po besoj se të gjithë duhet të mirë kuptojmë se për disa reforma nuk mund të kryen brenda natës, disa reforma kërkojnë kohë, kërkojnë konsultime të gjëra, debate publike, dhe kuptohet se qeverisë së ardhshme i mbetet që të njëjtat edhe ti zbatoj. Po, nuk pajtohem me konstatimin se Republika e Maqedonisë nuk ka arritur rezultate në procesin e eurointegrues. Lejoni të theksoj se Republika e Maqedonisë prej kohësh ka plotësuar kushtet për hapjen e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian, po nuk guxojmë të harrojmë se procesi eurointegrues është edhe proces politik dhe se varet nga vendimet të cilët i sjellin shtetet anëtare, varet nga vendimet të cilët merren në kuadër të Këshillit të BE-s dhe Këshillit Evropian. Да, но сега не би ги отварал околу тоа зошто беа давани препораките 2009 и 2010, дали беше тоа за да се охрабри Груевски да влезе во решавање на прашањето за името, но тоа е сосема друга тема и не би сакал вечера со вас да ја разговарам. Полека го привршуваме интервјуто. Сакам да ве прашам околу вашата лична амбиција. Видовме една хокеарска замена на владините представници на ДУИ пред извесен период. Дојдоа главно млади министри, непознати, анонимни во политиката, но дел од нив полека се обидуваат да создадат некаков имидж во ресорите што ги работат. Еден од нив сте вие. Дали ќе добиете шанса на изборите да бидете дел од кандидатските листи по изборите, евентуално ако дојдете во позиција да бидете дел од екзекутивата, да бидете повторно на министерски позиции, или ова ќе се покаже како еден маневар на раководството за да се премости еден исклучително комплициран период и за државата, но и за партијата? Unë fuqimisht besoj se kjo nuk është në manovër e Bashkimit Demokratik për Integrim. Politika kadrovike e Bashkimit Demokratik për Integrim ka qenë dhe është e orientuar në drejtim të angazhimit të një kuadri të përshtatshëm, të cilët kanë veti, cilësi dhe virtyte për të realizuar përcaktimet dhe qëllimet programore të partisë sonë. Unë dhe shumë tri e të reja jemi në dispozicion të Bashkimit Demokratik për Integrim, dhe besoj se kryetari Ahmeti dhe organet kompetente të partisë do të bëjnë përzgjedhjen e duhur, cila do qoftë përzgjedhja. Unë besoj se ajo përzgjedhje do të jetë përzgjedhje më e mirë, duke pas parasysh cilësitë e gjithë secilit prej kuadrit që kemi në dispozicion. Është një kuadër mjaft kualitativ, dhe duke apërshtatur pozicionit me ato aftësi, duke besuar se në të njëjtin do të arrijë rezultate më të mira, do të arrijë fryte më të shpejta. Благодарам многу што бевте гостин во 360. Фалеминдерит од јуве për ftesën. Почитувани, ве поканувам да останете со нас и по оваа пауза. Следува интервјуто со заменик претседателката на СДСМ Радмила Шекеринска. Се враќавме во студиото, рековме во овој втори или практично трет дел од емисијата. Наша и ваша гостинка е заменик претседателката на СДСМ Радмила Шекеринска. Добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер, благодарам на поканата. Многу реакции, многу коментари за вчерашниот ден, вашиот конгрес, останоците на Централниот и на извршниот одбор кои што му предходеа. Дали обидот за победа на следните избори се скрши, се урна веќе на првата пречка? Од 2014 трчавме маратон со многу пречки. И пред секоја пречка впечатокот на јавноста беше дали ќе се успее да се прескокне и таа.
дали оптимизмот е реален и дали има шанси работите во Македонија од корен да се променат. Се соочувавме често пати и со недоверба, и со страв, кој што е многу разбирлив. Оваа јавност 10 години лека полека ја губеше надежта дека работите можат да бидат различни и подобри. Јас сум убедена дека не оваа пречка, туку овој предизвик ќе покажеме дека на вистински начин е совладан. Затоа што на Конгресот на СДСМ покажавме дека од зборови сме подготвени да преминеме на дела. На јавноста, на македонските граѓани им понудивме листи кои што за прв пат рушат стереотипи. Им понудивме листи кои што покажаа дека политиката не е само за политичарите. И јас сум убедена дека е секој пат таа промена тешко во прв момент да се објасни на сите. Меѓутоа, ќе се вратиме назад и ќе погледнеме, ќе видиме дека тоа било вистински чекор во вистинско време. Знаете, што, да кажам, буни и малку одстапува од ова што вие го зборувате. Ако веќе предводите проект за кој што велите дека е сериозен во намерата да оди на победа на следните избори, очекувањата се дека на 30 на дена пред изборите тој е навистина целосно заокружен и дека не може да се доведувате во ситуација во кој што во 5 до 12 решавате важни прашања. Прво, 5 до 12 не е. Затоа што кога ќе ја погледнете реалноста во Македонија, ќе видите дека од дрвата на вистина не ја гледаме шумата. Денеска СДСМ е единствената партија од големите која што има пратенички листи кои се утврдени на Конгрес. ВМРО ДПМН е, знаете кои се листите? Никој поима нема. Има време до 11-ти, предпоставам ќе ги дознаеме. Ако има до 11-ти време, тогаш денеска сме многу далеко од 5 до 12. Денеска може некој да не критикува. Вие си го одредивте 6 како дедлайн и во таа смисла е 5 до 12. Па имаме 4 дена до денот на поднесување на листите. Но разликата помеѓу ВМРО ДПМН и СДСМ и разликата која што сакаме македонската јавност да ја види и таа ќе ја цени е тоа дека за разлика од партиите како ВМРО ДПМН кај кој нема да има конгрес, нема да има дебата, нема да има постапка, нема да има дури ни различни мислења. Во СДСМ покажавме дека тие различни мислења се плюс и се богатство. Инаку, ако знаете, ако све сведеме на тоа дека треба некој да дојде, да излезе со листите и да каже тоа е тоа, тогаш ние практично бараме замена на ВМРО ДПМН која што ќе личи на ВМРО ДПМН. СДСМ имаше 30 дена постапка, над 500 средби. Средби со граѓани, средби со партиски членови. И сето тоа не донесе, на крај одлуката мора да се носи на еден конгрес. И тој конгрес се случи вчера. Па ако траело 30 дена, токму за тоа и ве прашувам, зошто последниот ден експлодираа овие реакции, па и незадоволството? Знаете како 120 имиња треба да бидат на листите. Сите да влезат од опозицијата, ќе имаме уште 120 луѓе од опозицијата и од демократскиот дел во Република Македонија, кои што може да бидат подеднакво добри пратеници. Така што мислам дека е тоа плюс, а не е минус. Тоа зашто вие зборувате дека е внатре партиска демократија, од другата страна се гледа како слабост. Па слушаме за бунт во СДСМ, за незадоволство во базата, за дополнителен раздор во партијата непосредно пред Ама вие сега ми го цитирате Курир. На кампањата. Што мислите, Курир предпоставувам да излизевше СДСМ со листи во кои во прва изборна единица ќе биде Барак Обама, во втора изборна единица Ангела Меркел и така натаму, тие ќе излезеа со теза дека анонимуси СДСМ предложил. Значи, дај да бидеме реални и да кажеме дека тоа се медиуми кои се платени тоа да го прават. Меѓутоа, вистината е следна. Има различни мислења. И јас, да бидам искрена, сум задоволна, а не загрижена заради тоа. Ние треба во нашата глава да одлучиме. Сакаме овој тип на владење со државата, каде што еден човек мисли, еден одлучува, сите аплаудираат. Ако некој сака да се кандидира за таков
нов Никола Груевски, предпоставувам ќе чека само аплаузи и викање браво. Ние не сакаме Никола Груевски или ВМРО ДПМН да се замени со истата политика. Тоа значи дека се носат одлуки, дека тие одлуки се дискутираат, кога нешто стварно дискутирате. Па валјда не очекувате сите исто да мислат. Ајде да бидеме реални, повеќе од половината ваши пратеници актуелни не се на листите за следните избори. Може би највпечатливо е отсуството на координаторот на пратеничката група, Горан Сугаревски, кој што реално беше на првата линија на фронтот, беше многу гласен во овој изминат период. Зошто за Сугаревски нема место на кандидатските листи? Нашата задача е на граѓаните да им понудиме концепт во кој веруваме. Тој значи широк пристап во правењето на листите и тоа значи луѓе кои што ќе знаат да го спроведат планот за живот во Македонија како дел од извршната власт. Сугаревски Нашата политика не е само Сугаревски. Нашата политика е навистина да водиме сметка општините, особено оние надвор од главниот град, да не останат со таквите повлекувања од листи без луѓе во парламентот. Туку да им дадеме шанса да имаат и пратеници во парламентот силни, меѓутоа исто така да имаат своји представници во извршната власт. Горан Сугаревски, сите пратеници кои што работеа во изминативе 3 години, вчера беа борци, завчера беа борци и денес и утре ќе бидат уште поголеми борци против ваквото владење во Македонија. Кој напуштија незадоволни Конгресот? Јас сум убедена дека нивниот став е дека нашата голема цел е многу поважна од тоа кој каде е на листите. И тоа го кажувам не само како човек кој мора да соопшти нешто, го кажувам како дел од раководство кој што минатиот пат, кога настапувавме на листите, ја испрати таа порака дека сме спремни да тргнеме од себе. Да не бидеме носители на листи, да не бидеме нигде кан из листите, затоа што поголема е целта. И затоа ни беше и вчера, и пред 3 години лесно да кажеме дека одлуки мора да се носат, дека партијата мора да се отвори, кога ќе отворите вие партијата да има и непартиски кандидати, и представници на граѓанскиот сектор, граѓански активисти, тоа значи дека тоа ќе го направите на сметка и на политичките партии во коалиција. Ако го ширите фронтот, тоа значи дека бројката дополнително се намалува. Како што јас, моите колеги, во 2014 трчавме 2 пати повеќе од да бевме кандидати, јас сум убедена дека и Горан и многу други ќе трчаат исто посветено како и кога беа на листите. Затоа што не лажевме и не создававме погрешен впечаток кога велевме дека ова не е задача за секој од нас како кандидат за пратеник, туку е ова наша задача како граѓани на оваа држава, да се смени власта, да се смени системот. Ви се случи веќе една оставка, председателката на градската организација на СДСМ, Софија Куновска, се повлече. Рече од длабоки морални причини за кои што јавно не сака да зборува, но од она што протече во јавноста како информација, меѓу другото забележува на тоа што Дом, допред известно време коалиционен партнер на Груевски, партијата на Лилијана Поповска, меѓу другото лично таа беше број 2 веднаш зад Груевски на претходните избори, сега добива добитно место на вашите листи, а за сметка на тоа дел од вашите сопартици отпаѓаат од играта. Ако сметаме дека треба да се оди на избори, само со оние партии или поединци кои до 2014 биле на страна на опозицијата, тогаш ќе ги повториме резултатите од пред неколку години. Ние мора да ја испратиме пораката дека секој кој што ќе го напушти режимот откако го виде неговото вистинско лице, е добре дојден. Ова се однесува на Дом, кој што само 2 месеци после почетокот во 2014 година донесе одлука да ја напушти власта. Замислете на што ќе личи ако опозицијата која вели дајте сите да бидеме широки, не се во прашање лични, не се во прашање партиски интереси, ако ја затвори вратата на сите оние кои кога се соочија со вистината, одлучија дека мора да напуштат таков режим. Принцип сега не ви важи за Трајанов, за други само да докажам, ако го примениме тој принцип, некој ќе дојде и ќе рече, знаете, НСДП во 2006 година беше во коалиција со
со ВМРО ДПМН. Или ЛДП во 2011 не сакаше да настапи заедно со нас во коалиција. Тој тип на ситна политичка игра не може да донесе до крупни промени во Македонија. Инаку, знаете, лично да ви кажам, најлесно ми е да речам дека не можам да прифатам Лиле Поповска да биде на нашата листа. Во моментите кога бев изнесувана од салата, таа не ми помогна. Со полиција, со насилство. Ама првата задача која ќе влезете во политика е вашата суета, па еве и лични впечатоци и агенди да ги оставите пред врата. Поповска одреагира на овие реакции, објави денеска дека се откажува од добитното место лично за себе, не за партијата, веројатно друг кандидат од Дом оди на тоа место, но кога сме кај оставката на претседателката на градската организација, зошто никој од градската организација на СДСМ не е на листите? Пошто ми поставивте две прашања, ќе се навратам на првото. Ја прочитав и ја чув изјавата на Лилијана Поповска и мислам дека тоа е уште еден доказ дека во сево ова не сме влегле лично. И тоа е уште еден доказ колку водиме сметка, да покажеме дека политиката може да биде различна. И навистина и честитам на потезот. Можеше да си го одмолчи се ова, да биде на лесно добитно место во втората изборна единица и покрај шпекулациите кои што беа дека ќе биде во првата. Практично нашиот договор беше Лилијана Поповска да биде место број 4 во втората изборна единица и таа одлучи тоа да не го направи. И одлучи да покаже со личен пример дека се ова е многу поголемо од нашите лични амбиции. Јас сум убедена дека истото тоа ќе се покаже и во СДСМ, како што се покажува секој ден. Ние имаме многу членови, односно луѓе од Скопје, кои што се низ листите. Практично, ако ги анализирате листите, ќе видите дека со право најголемиот број на кандидати се од Скопје. Еден дел се ангажирани во општински организации, еден дел се ангажирани во централата на СДСМ, еден дел се ангажирани во младината или кај жените. Така што мислам дека тој впечаток и тој тип на кроење на листи по бирократски принцип, по структура, не ни беше опција денес. Ние имаме низ Македонија одлични председатели на општински, кои сработеа многу и во најтешки моменти беа под притисоци. Притисоците надвор од Скопје се уште поголеми. Не се на листата, затоа што дел од нив дури и самите сугерираа некој друг да оди. Целта ни е луѓе кои што ќе донесат еден глас повеќе. И кога луѓето ќе видат дека не е ова лична игра, дека не се ова ситни интереси, дека сме спремни да се менуваме и себе си, тогаш ќе сватат дека сме спремни да ја менуваме и Македонија. Реакциите се насочени кон вбројувањето на Ферид Мухич на добитна позиција во втората изборна единица. Едно затоа што навистина го одмолче овој изминат период од година и пол, две, во кој што многу работи се кршеа во Република Македонија, а важи за проминентен интелектуалец во Република Македонија. И второ, затоа што е отворено против абортусот, што некако не кореспондира со вредностите за кои што се залага оваа структура, чии што представник сте и вие. Како се случи Ферид Мухич да се најде на таква листа? Си земавме обврска уште пред повеќе месеци дека ќе правиме широк фронт со една точка: да падне криминалниот режим. Кога ќе кажам дека правиме широк фронт, тоа не значи дека ќе бидеме ние и само тие со кои што ќе се согласуваме. Тоа значи дека во тој широк фронт ќе има места и за луѓе со кои по сите прашања не се согласуваме. Инаку зошто би се викал широк? Јас, да бидам искрена, едно од прашањата околу кој имам многу чист, многу јасен став, во кој што верувам и сметам дека е важен, е околу прашањето на абортусот. И имам различно мислење од господинот Мухич. Меѓутоа, нели демократијата и различното владење беше да не се согласуваме, ама да прифатиме дека за некои теми може да соработуваме. Јас сум убедена за некој кој што би било другата страна, да речеме, на политичкиот спектар. А каков е тој широк фронт ако сме сите политички истомисленици? Ние денеска имаме некои разлики, на пример и со ЛДП, во поглед на оданочувањето.
Со некои од партиите имаме разлики по некои други прашања. Меѓутоа, дајте да не влеземе во филмот на Груевски. Тоа е неговата политика. Или си со мене 100%, или не припаѓаш. Тогаш си непријател. Господинот Мухич факт е дека не даде ни една јасна, или барем јас немам увид во такво нешто, предпоставам дека да имаше такво нешто ќе се појавеше од вчера. Изјава во која што ќе декларираше свој јасен став за тоа што политички се случува на земјава во овој период. Политичките изјави, предпоставувам дека и од сега натаму ќе бидат интересни за јавноста. Меѓутоа, знаете како? Да направите листа во која што, ова е прв пат. Прв пат имаме ние една од големите партии да настапи со листа во која што се представени сите етнички заедници во Македонија. А при тоа да се имиња кои што значат нешто. Јас предпоставувам да имаше некое име кое што никој немаше да го познава, немаше ни да го дискутираме. Господинот Ферит Мухич е име околу кое се дискутира. И со право на листата е како припадник на одредена етничка заедница, а не како интелектуалец. На листата е и како човек чие што име тежи и се знае во Македонија. И тој има ставови со кои што велам, еден од нив барем со кој не се согласувам. Меѓутоа име кое што предизвикува внимание и почит. Повеќе, можеби уште повеќе во рамките на бошњачката заедница, која што го доживува и како човек истурен, реномиран, познат низ цела Македонија, а сепак дел од таа заедница. Различни се реакциите околу луѓето од шарена револуција. Само да дадам и уште една реченица околу прашањето на абортус. Ние може да не се согласуваме за тоа прашање, меѓутоа ние како коалиција веќе и формално превзедовме обврска. Законот ќе го промениме. Може би еден пратеник од нашата коалиција нема да гласа за тоа. Меѓутоа ќе им овозможиме и ќе им гарантираме права на жените во Македонија кои што ги уживаа, а кои што им беа одземени. Така што таа е разликата. Може да имаме разлика, знаеме која е нашата политика, меѓутоа ние нема да станеме ВМРО ДПМН број 2. Околу вклучувањето на граѓански активисти, припадници на така наречената шарена револуција на вашите листи, исто така има различни коментари. Еден од луѓето кој што инклинира према ВМРО ДПМН е од академската сфера Владимир Божиновски, вели дека тоа што одредени припадници на шарената револуција се на вашите листи е доказ дека шарена револуција е творба на СДСМ и дека тоа дефинитивно вчера се докажало. Како што реков, за луѓе кои што се платени да зборуваат по нарачка, мислам дека што и да се случи, ќе гледаат негативната страна. Големата порака е дека опозицијата не играше себично. Големата порака е дека сме спремни, и тоа го покажавме и вчера и во периодот предходно, да кажеме дека не сме ние единствениот фактор на политичката сцена и дека на Македонија и треба будна демократска јавност. Затоа велам, и реакциите на листите се позитивен знак за Македонија. Дека јавноста веќе не спие. И јас сум убедена дека имињата кои што се сега на листите, кои што не се представници на шарена револуција, тие се луѓе кои што со својот граѓански активизам покажаа каква Македонија сакаат. Дека тие будно ќе следат што ќе се случува и од страна на идната влада. И дека нема да не штедат. И дека нема да бидат само представници на граѓаните, туку представници кои што ќе ја контролираат извршната власт. Многу луѓе велеа шарената револуција ќе биде искористена и потоа заборавена од партиите. Покажавме дека не е тоа така. Многу луѓе велеа на крај кога ќе дојдат листите, ваквите граѓански активисти и независни интелектуалци ќе исчезнат. Покажавме дека не е така. Целта ни е да смениме нешто во државата. Не ли беше добро шарената револуција да се зачува во целата неизина автентичност, чиста, нечепната, недопрена, за утре, и ако вие дојдете на власт, да биде на ист начин коректор на оно што се случува? Јас немам дилеми дека не зборувам сега само за кандидатите низ листите. Јас немам дилеми дека луѓето кои што заедно со нас рамо до рамо беа секој ден на протести изминативе месеци против аболицијата, против криминалот, против корупцијата, дека тие ќе бидат првите гласни критичари ако не го исполниме тоа што сме го ветиле.
Немам дилеми. И тоа дури и сега и со листите се покажа. Со тоа паднаа во вода сите обвинувања во изминатиот период, како велел Божиновски, дека тоа било продолжена рака на СДСМ. Па да беше продолжена рака или творба на СДСМ, немаше да имаме и гласни критики. Македонија нема да ја смениме ако продолжиме да се однесуваме со такви тврди матрици. Или си со мене, или си против мене. Луѓето, граѓански активисти покажаа дека кога се согласуваат, помагаат, а кога не се согласуваат со одредени работи, се многу гласни критичари и јас сум благодарна. Мислам дека ни треба таква демократска јавност. Зборувате за историско отворање на СДСМ кон различностите во секоја смисла, па и во етничка смисла. Колку сметате дека оваа понуда е атрактивна за етничките албанци, чии гласови ми се чини дека отворено сакате да ги придобиете на овие избори? Во 2014 кога го почнавме проектот Вистината за Македонија, прва и главна цел ни беше да ги тргнеме завесите и да покажеме што се случувало зад затворени врати. Како се краделе избори, како се манипулирало, како се казнувале граѓани заради нивната демократски изразена волја, како се учествувало во криминал и корупција, како се местеле судски пресуди и така натаму и така натаму. Да бидам сосема искрена, не бевме свесни дека тоа ќе предизвика и многу крупно поместување во начинот на кој граѓаните во Македонија ги сваќаат овие етнички политички поделби. И ние бевме изненадени. Кога многумина албанци дојдоа и рекоа: ви благодариме за се ова што го направивте, ви честитаме на храброста, ја цениме храброста и ние сме спремни, кога видовме како не третираат нашите наводно легитимни представници, спремни сме за една поинаква политика во Македонија. И јас мислам дека тоа го покажа голем дел на етнички албанци во Македонија. Мислам дека со листите покажавме дека и ние сме спремни да придонесеме на таа промена. И јас сум убедена дека Македонија полека но сигурно ќе сврти. И дека ова ќе биде само почеток изборите. Дека како граѓани на оваа држава ќе избегаме од етничките трла. Сега јас можам да гласам само за овие и не гледам ни лево ни десно. Тоа ќе биде добро за македонците, за албанците, за сите. Дека Дуи се чувствува на некаков начин погодена од овој ваш пристап на неколку своји јавни настапи, па и лидерот Ахмети порачува дека СДСМ не може да ги бара гласовите на албанците. Со прашање каде беа пред 15 години кога ние се боревме за тоа. Знаете, кога некој политичар ќе почне да збори за период пред 15 години, станува јасно дека нема со што да се пофали во последниве 4. Да, можеби етничките албанци до сега гласале на еден или на друг начин заради поранешните 15 години. Ама во снимките тие видоа дека политичарите на кои им ја дадоа речиси целосната доверба не ги множеле со нула. Ги третирале како гласачка машинерија која секогаш ќе биде лојална, ја имаат во джебот, а тие можат тендерски да си продолжат со коалицирањето со други интереси во позадина. И мислам дека промените во одлучувањето кај етничките албанци се должат на таа разочараност. Да не беше таа разочараност и ние немаше да добиеме шанса. Меѓутоа, тоа е дилема со која што сите ние во политика треба да се носиме. Зошто не е СДСМ виновно што Дуи толку ги разочара своите гласачи? Јас сметам дека голем дел и од поддржувачите, симпатизерите на Дуи, дури дел и од членовите нивни, сваќаат дека цената која што ја платија за тој безпоговорен сојуз и брак со Груевски е превисока. Тезата е дека уште едно братство и единство не треба на оваа земја, дека тоа се покажало за непродуктивно и неуспешно и дека ова што сега Заев се обидува да го прави, дека едноставно е спротивно тоа што е потребно на оваа земја. А спротивно и на принципите поставени со рамковниот договор и со уставот во кој што на некој начин правата извираат од етничката припадност, особено на пратениците во парламентот. Тоа лицемерие или тие двојни стандарди кои што се трудат некои да ги продаваат на граѓаните во Македонија. Значи, ние немаме право да градиме, како рековте вие, братство и единство како граѓани,
А Ахмети и Груевски имаат. Кога се тие заедно во соба и кога одлучуваат за тендер, кога одлучуваат за коалицијски партиски интереси, нивниот брак од интерес може супер да биде. А ќе ги остават нивните поддржувачи граѓани во бутел да се тепаат за војни кои им ги отвараат и им ги затвараат по потреба. Македонски граѓаните на Република Македонија, без разлика дали се македонци или албанци или било која друга етничка заедница, не се граѓани на копче. Денеска ми треба да се караат, па ќе притиснам на едното, денеска ми треба да се мират. Бараат поголема зрелост, бараат поинаква политика и бараат луѓе кои што нема да ги сметаат за монета за подкусурување. Ако е тоа братство и единство, јас мислам дека и добра промена за Република Македонија. Не може никој да ми продаде и да им продаде на граѓаните дека дозираните конфликти на ВМРО, ДПМН и ДУИ се подобра опција од Македонија која ќе им припаѓа на сите. Ајде, полека ќе го привршуваме овој разговор. Дали кога од денешна дистанца ја проценувате вашата политичка одлука дека треба да одите на избори на 11 декември, иако многу работи остана незавршени или со поинаков речник, многу малку работи се направија во прилог на евентуално изравнување на теренот за фери демократски избори, ја сметате се уште за правилно или почнувате да се каете? Година дена, повеќе од година, предпоставам од септември минатата година, гледаме како ВМРО, ДПМН и ДУИ го трошат времето на оваа држава. Се вртиме во празно, вергламе, губиме денови, а тие си го продолжуваат мандатот, работите не се менуваат. Во текот на летните месеци ние можевме да донесеме одлука и да кажеме додека се не е завршено, не се оди на избори. Што ќе постигневме? Ќе им дадевме дополнителен живот на двете коалициони партнера и шанса дополнително да ги влошат работите. Оти видите, после првото одлагање на изборите, нам ни се случи аболицијата на Иванов. И стана јасно дека притисокот да се сменат луѓето кои до гуша се во криминал е невозможен. Не можеме да ги натераме тие да се променат. Мора да ги смениме на избори. Ние до последен ден ќе се бориме за фери демократски избори, кои што значат дека граѓаните ќе одлучуваат. И во таков случај немаме дилеми дека јавноста е спремна да му стави крај на владењето на Груевски. Било какво одлагање на агонијата значеше дополнителен живот за ваквото тендерско владење и значеше дополнителни сопки на сите истраги кои што ги води СЈО. Погледнете што се случува со СЈО. Значи, нашата желба е... СЈО е низнивната призма, ваша продолжена рака. Видете, секој кој што во оваа држава не мисли како нив, е продолжена рака или на мрачни сили, или на СДСМ, или на некој внатрешен или надворешен непријател. Партијата која овдека ни се колнеше дека странци или опозицијата влегле во МВР и прислушкувале, е партија која после видовме дека ја земала физички опремата, ја топела, ја дробела, ја гмечела, само да ги избрише доказите за тоа кој го вршил прислушкувањето. Еден по еден овие митови на ВМРО ДПМН пропаднаа. Така ќе пропадне и митот за нивната контрола на изборниот процес. Она што станува јасно е дека граѓаните се свесни за својата сила. Ние имаме и бараме мандат навистина за да спроведеме план на промени. Ние денеска 15 минути од нашиот разговор потрошивме на тоа како се прават листите во СДСМ. Меѓутоа, она што мислам дека е клучно е сето тоа да го земеме предвид веднаш по изборите, за да го промениме изборниот закон во Македонија и да овозможиме две промени. Првата промена да имаме една изборна единица, кај што сите партии ќе измерат колку вредат на пазарот, па ќе престанат овие дискусии дали треба да се коалицира, не треба да се коалицира, и второ и најважно, на граѓаните ќе им ја дадеме шансата сами да ги бираат своите пратеници на тој начин што ќе овозможиме отворени листи. Тоа се тие суштински промени. Не е суштинска промена дали на листата ќе бидам јас или вие. Суштинска промена е што ќе направиме кога ќе се сменат работите. Моето прашање околу проценката да се оди на избори на 11 декември е повеќе од аспект на тоа дали може да победите или не. И што велат вашите интерни проценки и анализи со оглед на тоа што досега не се појавило релевантно истражување на јавното мислење кое што би сугерирало ваша победа.
Вие денеска два пати ми цитиравте Курир или експертите на Курир. И јас сега ќе ви вратам со курировска логика. А зошто ова не е курировска логика? Не. Јас ќе ви вратам со добро. курировска логика, реков. Значи, година и пол ја слушам истата теза. Дека СДСМ ги одлага изборите затоа што знае дека ќе ги изгуби. Епа ние одлучивме да одиме на избори. Тоа значи дека Курир призна дека СДСМ ќе победи на изборите. Ова е логиката или ова е филмот во кој што не внесуваат да побудалиме од негативни сценарија, да се шашардисаме од квази експерти кои што секој ден излегуваат со нова лага. Ние имаме верба дека Македонија е зрела за промени. Меѓутоа, исто така, сме сигурни дека имаме силата Македонија да ја менуваме после 11 декември. Не е лесно, на секој чекор ќе се соочуваме со сопки, како рековте вие, многу препреки. Па да немаше препреки во сево ова, ВМРО ДПМН немаше да владае вака криминално 10 години. 11 декември е тест за сите нас, и за нас во опозицијата, и за Македонија во целина. Еден дел од вчерашното обраќање на Заев на Конгресот прозвуче во стилот на она максима на Глигоров: не оставајте ме сам. Веројатно под импресии на тоа што се случувало на централниот и на извршниот одбор, рече да покажеме дека не е сам Зоран Заев во вербата во граѓанска Македонија, туку да покажеме дека СДСМ навистина има верба во граѓанска Македонија. Убедена сте дека вчера Конгресот ја испрати таа порака? Ние два пати дискутираме на оваа тема. СДСМ имаше конгрес во растојание од два конгреса во растојание од не повеќе од месец дена. И кога дискутиравме за политиките, кога дискутиравме на прашањето дали концептот за граѓанска Македонија е илузија или може да стане реалност, кога дискутиравме што значи широк фронт, кога дискутиравме која е нашата политика, која е нашата идеологија, кои се работите во кои што веруваме, кој е нашиот план за живот во Македонија, немаше дилеми. Нормално, понекогаш кандидатските листи се причина да имаш повеќе разлики. Меѓутоа, немаше разлики ниту околу концептот на граѓанска Македонија, немаше разлики околу концептот на создавање на широк фронт. Вчера Конгресот во целост ги одобри сите листи. Но ние сме демократска партија и листите не ги пишуваше Зоран Заев. Листите ги пишуваа повеќе од 700 делегати и многу повеќе членови, симпатизери и граѓани низ цела Македонија. Јас мислам дека не треба да паднеме на трикот на ВМРО ДПМН. Обидувајќи се да ги промениме, да не испадне дека градиме Македонија по нивен урнек. Ова вчера беше, да кажам, доказ дека политиката може да се води и на поинаков начин, со дискусија, со различни мислења, со носење одлуки и со почитување на различните мислења. Ако не сакаме тоа да го промениме, тогаш треба да ги оставиме овие да владеат вечно. Тогаш тоа била политиката. Искрено, длабоко верувам дека ни треба суштински пресврт. Козметика, име, презиме, второ место, пето место. Сето тоа бледне во споредба со таа крупна слика. Ние вчера покажавме дека ја гледаме крупната слика за нашата држава. Добро, благодарам многу што бевте дел од 360 степени. Благодарам на поканата. Јас сега ќе ве поканам ние заедно да ја одгледаме саботажата на Сречко Поповски. Ништо повеќе не е исто, само небото е лимит за успесите на Македонија во светската трка за модернизација на технологијата за изработка и процесирање храна. Радовишката градинка чекаше цели 40 години за да извојува триумф на нахроните апарати и начини за приготвување молекуларни оброци за децата, благодарејќи на неверојатната набавка на така софистицирани машини. Станува збор за нов фрижидер, нов електричен шпорет, казан за готвење и блендер. Овие електрични уреди се според сите стандарди кои што треба да ги поседува една кујна. Со тоа што го обновивме инвентарот, ние добивме, штедиме време, а добивме во квалитет.
Дури и Рипли би бил изненаден од овие сериозни дострели во техничко-технолошкиот развој на оваа неверојатно успешна приказна не е единствената, бидејќи паралелно со неа, но во друг град, не само што беше промовиран, туку и во официјална употреба, беше ставен уште еден совршен апарат. Градоначалникот на Велес денеска пушти во употреба котел за грејење за основно училиште во градот. Партиципацијата во оваа трка по напредок, по нови неконвенционални начини на практикување на власта се одвива со несмален интензитет на сите нивоа, во сите региони. Постојано се измислуваат нови мерки, нови проекти со кои се отстапува од традиционалното, од старите стандарди. Како најголем загадувач во овој период се анализира дека е чадот од казаните кои печат ракија, па затоа градоначалникот на општина Кавадарци, Александар Панов, како мерка заштита за загадување на воздухот, ќе субвенционира печење на ракија на плин наместо на дрва. Но ниту тоа не е се. Овој вистински предизвик во драматичната битка за квалитет, развој и унапредување на условите за живење придонесе општините толку многу и посветено да се зафатат со инвестиции во набавка на интергалактички возила за собирање, транспорт и складиштање на отпадот. Возниот парк е збогатен со 2 нови трактора. Во моментот располагаме со 10 трактори, од тие ќе поделиме на водовод, на комунална хигиена, на јавна чистота, секој сектор ќе си има посебно возило, посебен трактор. Со ваков примерен и домакински однос кон парите на граѓаните, залудни се тврдењата дека задолженоста е загрижувачка, затоа што се инвестира во проекти кои ќе имаат далекосежни придобивки. Ниту еден народен денар не е фрлен за џабе, ако како учебникарски пример за банкарско доверителство се земе ново откриената должничко-математичка формула на градоначалникот на Росо. А ја не би го рекол задолжување, значи да земите 10, да вратите 9 не е задолжување, значи за мене барем не е задолжување. И на крајот, за сите оние што барем и малку се сомневаат во капацитетите на власта во овие хиперреални проекти, во овој неверојатен напредок и во убавините на борчот, на сцена стапува моторот на пропагандата, со чија моќ на убедување, дури и свежо избањатото, изгледа бајато и суво. Сега овдека бегање нема. Снимката си кажува, приказките нивни паѓаат во вода. Ниедна од приказните не е падната во вода. Падната е од некоја друга планета. Ова беше се за вечерва. Благодарам што бевте со 360 степени. Гледајте не в петок од 22:30. Пријатно.